Кој тоа рече дека во Македонија луѓето се иселиле? Не. Значи, допред неколку години не собираше универзална сала. Сега Борис Трајковски не собира, бе. Ама не е тоа дека дојде живот во Македонија, за тоа. Не, дојде не, разбираш. Дојде не живот во Македонија. Карти порано се нарачува 2, 4, 6, кој колку може. А сега по една чудна бројка, по една чудна прогресија. 3, 6, 9 карти. Знам на некој не им е смешно, разбирам. И не го разберам. Што е бе тоа 3, 6, 9? Што е тоа? Не тоа, чек, ја мислев прво дека е старт некој, нели? 3, 6, 9, старт! Викам, не, чекай. Ако е старт, онда ке 3, 4, сат! Нели повеќе? Сат. Добро, може да биде 3, 4 за позор и пол сат. Али сат имаш на крај обавезно. Сат мора да ти одобри кога ти да стартуваш. Не. Викам, чекай, мац. Да не е некој збир, да не е некој збир. 3 плюс 6 плюс 9 е 18. Викам, 18 години? Зар мислат 18 години да тераат? Не, после викам, не, 3, 6, да не е 18 месеци, бе. Али добро, да не се плашите. Не се плашите. Нема да боли, не се секирате. После 12 години нема да ве боли. Немајте гајли. 3... Ето тоа да. 3, 6, 9. Што е, бе, викам тоа 3, 6, 9, мајко? Што? 3, 6, викам, чекай, тројката помина. Значи, тројката ја поминавме. И ништо не осетивме, мајко. Мислам, ништо не... Дуле, ни да ме такне. Добра, може амстердамската тројка, она може има осетено, но тоа не е битно. Значи, ништо не осетив у тројка 3, 6, 9, викам, чекай, а у 69-ката сега треба да се покажеме. Остана 69. У 69 знаете како е, да не се правиме на удрени, знаеме сите како е у 69. Значи, колку ти на него, толку он на тебе. Значи, тоа ни остана. И си викам, какви сме ние у 6-9, највише ке се покажеме, а нема да ни узвратат толку. Значи, мора да има реципроцитет. 3-6-9, тоа ми те... И после викам, чекай, мајко му, ние моравме оваа златна бубамара, оваа година да направиме овде во Борис Трајковски. Мораше така да се случи. Зашто? Да не се степаат. Да бидат далеко, едните се високо горе, другите се високо горе, да нема тепачка. Иначе ќе се степаат. Ќе биде опасно. Да немате, дечко, трни го, овој сталак носи. Трни го сталакот, овој камер. Трни го сталакот ти бе таму. Трни го сталакот, некој ќе му текне, некој ќе му расцепи глава. Трни го сталакот. Тргни го. Тргни го. Тргни го. Тргни го. Тргни го. Што е ова, бе? Со овој сталак може да тепаш до Ѓорче. Што ти е тебе? Тргни го ова, бе. Ќе се испотепаат. И да ви кажам, на толку ќутек, па не им иде памет, бе. Само не... Ке ве молам, ако се степате, да не ме удиреш кај што ми е келевицата, удри ме у густото помалце да ме боли. Со големото, молим те мене да не ме удиреш со големото. Не ми иде памет. Ја па да ви кажам, која беше тепачката, не бев тука, бев у странство. Сериозно, не бев тука. И гледам на телевизија.
И гледам на телевизија, иде, нешто се тепат и пишува доле инаугурација. Викам, ова, значи, инаугурација, они доаѓаат на власт и ги тепаат. Ова треба да се задржи, викам, како традиција да се биде. Зашто не? Ама ја не знам, ја не бев тука. У странство бе. Странска телевизија, на странски букви пишува, ништо не разбира. Гледам некој се тепа, инаугурација, викам, чим е инаугурација? Вајда тоа е да те инаугурираат од ќош. И они ги инаугурираа од ќош. И викам, овие најверојатно имаат исклучено климата и за тоа овие мораше да ги отворат вратите. Да има... Како се вика тоа? Цук. Да има цук, што би рекле антички македонци, да има цук, ги отворија некои вратите. И после ги обвинуваат. И што да умрат, викам, натре. Мора да отвори врата да се смени климата, разбираш? И овие од ќош ја држат климата. Далинското од климата. Овие од оваму не може да дишат. Ама ја го гледам тоа на странска телевизија, така ми изгледа, викам. И овие овако ми кажа, дај го далинското! А овој му вика, дај ја фотелјата! Он па му вика, дај го далинското! И они, у ќош како се, а едната клима тука работи. И они под климата се ладат. И како се ладат под климата, не може да иде. И мојот градоначелник Максо се изнервира. Шефе, ја не може да издржам, заврчи се. Ицепа рукави. Шефе, ја ќе го направил с кратки рукави. Шефе, дај им го далинско, нека го даде фотелју. Дека е фотелјта? Ој ка, дај ми го далинско, дај ми го, и овој како ја држаше фотелјата. И еве ти го фотелја, и се пие главу с фотелју, удари му се главу од фотелју. Тоа се случи. Ете, тоа се случи. После разбрав што се случило. Ама не бев тука. Што не Мерцедес имав, отидов во странство. Сега не може да го продадам Мерцедесот. И стварно, за тоа не ни иде опечкомате. Мора Мерцедесот да го продаде. Ако го продадеме Мерцедесот, влегуваме НАТО, пакт, Марс пакт, Јупитер пакт, само да го продадеме Мерцедес. Баксус. Знаеш кога ти стои Баксус дома? Баксус ти стои дома. Значи, како не може да го продадат Мерцедес? Па толку ли не може да направат еден оглас, бе? Толку ли нема некој советник за оглас? Значи, толку советници има се он влада, 450 советници, за оглас нема. Фала ти, дечко, вие се знам кој аплаудира, не тачно знам кој аплаудира, али тоа не е проблем, пошто тоа е тоа, знаеш, дебата се случува, не може да се степаат, у средината се случува народ. Не може да го продадат Мерцедес. Значи нема советник за Мерцедес. Да го па стај огласник, ме мајко. У огласи да го стаиш ке го продадеш. Значи ништо не разбира, бе. Не бе, не ми бе, малце ќутеке, малце, слушај. Слушај ме дека е малце. А знам дека мора да се продаде, ама ти да го продадеш, тој Мерцедес, го напишеш огласник, бе.
Го направиш огласникот да излезе во убаво сликано, све да направиш колата, да закачиш на вакво. Па не се кажува одма цена на огласник, бе. Цена по договор. Или цена у инбокс. Така се става огласник, не се... И плюс, еве, ја да видам. Викам, јас се занимавам со коли со предпродажба. Викам, ја ќе го продам. Како на некој што сака да го купи, ја да му кажам, супер е, или да го лажам. Стандард лагата, ја знаете која е, баба го возела. Како да му кажам, која сите на телевизија видовме, дека мачки го лазеле. Па се покажували така кола што сакаш да ја продадеш. Мачки што ја лазеле. Глупост. Не ми се верува. Ама треба да... Чекате малце. Колку кошта бе тој Мерцедес? 600.000 евра, така? Сте возели нешто такво? Не, тоа е нормално. 600.000 евра. Тој Мерцедес можел да кошта 1.000.000 евра. Значи, ние сме платили 600. 400.000 евра сме чист чар! Чист! Ако го продадеме уште 200 и нешто, значи тоа е 600.000 евра од джеп, жглаб. И тоа е штедење според некои што сакаат да спроведат штедење, штеди вака, штеди онака, сега да не ги именуваме, тоа е штедење, така ли? Така се штеди, бе? Ете, така се штеди. Значи, например, еве на стадион, според него, на стадион требата не мора да се овакв, да се шише. Тоа е трошак. Крави ке пуштиме, кравите се напасени. Ако сгаздеш на некоја лајно, Роналдо ако дојде сгазна некоја лајно, ке му даеме папучиот чик век, ке се оваква, нема проблеми, така. Според него штедење е исто, што имаме жена да носи 9 месеци дете. Има 5 да го носи. 5 нека го носи, другото нека се тера сама, нека си плати. Ама тоа не е небитно. Друго ми беше мене муабет. Мерцедес. Така ли се продава? Се ставали цена, бе? Бе, не ставај цена. Цена е по договор. Ти се јавува тој и чекаш да се излета он. До Мерцедес им дошло. Не бе, малце чутик. Ама така се штеди, знаеш, пошто у Данска, знаеш, нели, у Данска кога ќе заштедиш, кој си знае, си се, нели, Данска, значи, до Мерцедес им дошло. Оно тече архив, тече МНТ, тече све, нив до Мерцедес им дошло, бе. Него архив тече, ело, целата историја истече, бе. Цела историја тече, се фрли во Вардарот, му се вртеше у главата, од болки или не знам од што, се фрли во Вардарот, цела историја истече, Мерцедес. Оно све отиде од ѓавол. И многу битна работа, добро, кај нас умната тече. Тоа не е ни битно, ама кај нас не тече, него капе. Али знаете дека ние сме љубители на добрата капка, тоа не е ни битно. Него у архив и у тој музеј таму што тече, бе. Значи не тече. Сите се жалат. Прво сите се жалат дека многу тече. Чекам маца. Па направи го, бе, да моја баме. Значи ке испадне, ние што направивме, вие не може да реновирате, бе. Направи го. Што не, и плюс не тече, исто така капе. И они ставиле кофи, кај што капе. Значи, тоа е систем капка по капка и таму треба да ставиш, све ке да ставиш. Зашто капе? Зашто е погрешена работата? Тоа е уствари од субвенции за земјоделие, систем капка по капка и е инсталиран у државен архив и историјат, како се вика, музеј на историја на Република Македонија. И тука е ставено систем капка по капка, тука да се стави овакво. Лозјата и овакво и нивите дихтаат, не ни капе таму. И гледаш дека тука капе, све измешано.
тука капе, а у лозјето е ставен црвен тепих. Кој ga украде тепихче од архив на Република Македонија? Ли ga стави у лојзе? Не, да ga врати, одма да ga врати. Значи, нема проблем. Снимките се тука, а џабе ги брише. iCloud ќе му врати, да знаем. iCloud гледа, не Господ, iCloud гледа, снимките се горе на iCloud, џабе ги брише. Да ga врати ети сонче, што ga стави црвено у лојзе. Све измешано. Све се измеша, мајко. Еве сега гледам, се гради доверба. Само да се гради нешто, бе, мајко. Се гради доверба со името, со односите со Грција и со Бугарија. Па ја гледам овдека сите објекти се стопирани. Па мајсторите се тамо у Грчка. Града доверба. Они не знаат со кого си фатиле работа. Сега која ќе им убутаме све, и палми, и панорамско, све у Грчка ќе отиде тоа. Значи, они не, значи, дуп, гуп, муп, све ќе, значи, не знам се, сега треба да се дислоцирале овакво галиите. Да бе, викам, многу битна работа, стварно. Не да ги дислоцираат, да им ги пушти бе надоле. Вера, љубов, надеж и на Веста Петрушевска колата, да ја пуштиме надоле. Весна ја пушти колата. Ја викам, што е работа? Доаѓаме, викам, леле, кој фрли кола у Вардар? Разбирам, џубре да фрла, пластика, тоа е најнормална работа. Да фрлаш џубре и пластика у Вардар, тоа не е нормално. Да се помочеш у Вардар, тоа не е нормално. У маглата ли се изгуби, викам, да фрлаш, кој фрли кола? Кој маса коли, бе? И после гледам кола жута дреч, викам, леле, ова е некој нов проект, некоја нова инсталација, си ебав на мајката. Сега тоа ли им текна? И после Весна, уствари, сакала да ја повлече галијата со колата. Да помогне, бе, да помогне. И треба да им ги пуштиме сите галии надоле. Знаеш, све поклони, све... Да отиде надоле, 3 галии се, четврта, да им пуштиме лажен цепелин, лажна галија. Столе, те поздравувам. Една лажна галија да им пуштиме. Не, јас знам дека сите ке знаат, Столе. Ама, знаеш, лажна галија, која влагаат галиите по Вардар у Грчка, ние цепелинот горе, Инвестин Македонија да им го пуштиме, и нема да знаат кај се. А у галијата, знаеш што ќе има? Само мајстори од Паланка. Од Паланка мајсторите само да ги пуштиме вака. Шак, чак, која ќе фатат да градат таму. Знаете што ќе им гради? Дуп, гуп, све ќе им смениме, преку ноќ у тоа камповите све се мајсторите сменети, од Сабајле стануваш околу Солун цела населба. Како се вика? Доверба. Абе, како бе, нели доверба? Абе, за нас тоа е доверба. Веруј ми дека ќе ти изгледа многу убава населба. Што сакаат они? Лептокарија да им изградиме. Ето, тоа се наши мајстори бе од Паланка. Некако овие што го градат автопатот на кај Охрид, кинези бе. Ќе го погодат, мислам, од... Но, вајда се договараме така. Како се договориле со наши, не разбирам. А наши викат, слушай бе, да те кажа, право,
Тинто сантен и го промашил. Ало, Кинес да ти гради автопут, кинескиот зид уште не е завршен. Они градат. И тоа не е проблем. Зашто? Одна да плюкате ово. Пругата на кај Софија завршена е? Не. Пругата на кај Софија, на кај Кюстендил пред 20 години е посадена. И она треба да израсне. Тоа е специјална пруга. Исто и автопатот. Он е направен како кинескиот зид, крив, промашени. Сега се чека добар дожд, пошто е кинеско, ќе се собере и само ќе се исправи. И што се тиче Мерцедесот, ја би го рентал само за патни трошкови. Кој сака да се вози? Ти бе, братче, Мерцедес. За месец дена ќе го извадам, не. Ќе го извадам за месец дена. Па тоа све исто, бе. Патни трошкови биле исти, бе. Тоа сите се Жесуи Бонева, бе. Не ми се верува. Не ми се верува. Не тоа. И името, стигнавме до името. Све е стопирано за сите да можат да дојдат на Бубамара одека. Вечерва и името. И да го менјаме, да не го менјаме. Чекай бе, викам. А ние како се викаме сега? Како виц. Ние сега се викаме како виц. Бивша република на една бивша Југословенска, која што е бивша република пред 20 и нешто години, која што вака и вака, Република Македонија. И они сакаат име за севкупна употреба меѓународните односи кои што сите ќе употребуваат. Па така треба да се викаме. А името звучи како тема за магистерска кај нас. Многу е објаснително. Ја викам, треба да се вика, нели, бивша Македонска република на една бивша Југославија која што пред 20 и неколку. Ние треба нешто да се викаме. Све да им објасниме. Република бивша која што пред 2300 години Александар тргна, ама не успеа, потоа дојдоа римјаните, ја обезбеди, ја фатија овдека, ја освоија, потоа дојдоа византијците, тие владеа со Македонија, република у која што потоа дојдоа словените, цар Самуил, бугарите се измешаа, не знаеа кој е кој, дојдоа 45-та година комунистите, вака ја крстина СРМ, а потоа таа република Македонија 91 година дојде ја крадеше кој ќе стигне, 98 година многу испокрадат, 2001 година направи една фиктивна војна, после дојдоа едни дипломати кои што рекоа ние поише ќе крадеме, а вие дојде малцата кој сака да краде со нас. 2011 година ние ќе ја крадеме и ебаа мајката Република Македонија. Така треба да се вика. Ако сакаат објаснувачко име за севкупна употреба, така треба да се викаме. Така ли? Уште еднаш. Да повторим. Замислете ги, господинот Раул ги вика на тайм-аут нашите шампиони. Нема објаснување, него тој што е платен од јавна администрација, тој што вика за коло! И он им вика за коло! И они викаат за Република Македонија што пред 2300 години дојде цар Самуил овакво, дојде 45 година, овие се овакво, од овамо отидо, овие краде и еба мајката на Република Македонија. Ајмо! Нема тайм-аут! Затоа добре дојдовте на златна бубамара на популарноста и од мене во република која што... Тоа е многу.
Следното наше име кое што треба да го најавам, всушност, а требаше кратко да го најавам, ова нема везе, дали сум 30 минути од дека на сцена. Сум го најавувал неколку пати и секогаш сум смислувал најава и никогаш не сум можел да смислам толку голема најава